Недоволната информираност на граѓаните за здравиот начин на живење и исхрана се една од главните причини за организирање чести кампањи со превентивна цел. Од Сдруженијето на граѓани со дијабетес од Кочани велат дека подигањето на јавната свест е нивна главна задача, заради што преземаат мерки со кои ги запознаваат граѓаните за опасностите што ги предизвикува покаченото ниво на шеќер во крвта. Иако централното одбележување на 14 ноември, меѓународниот ден на борба против дијабетес, се одржува во Скопје, и тие организираат своји активности во општината. Ние како здружение во Кочани светскиот ден го одбележуваме со неколку акции. Една акција е мерење на шеќер во крвта, која извршивме во саботата во населбата Оризари. Таму беа шеќер измери околу 70 на граѓани. Во текот на месецот предвидовме едно предавање на кое ќе го извршат лекари од клиниката за ендокринологија од Скопје. Секоја година кампањите за борба против дијабетес се насочени кон одредена целна група. Годинава тоа беше најмладата популација, заради што е искористен измислен детски лик наречен Диамен, кој има дијабетес, но живее нормален живот и ги заштитува децата и граѓаните. Целта на кампањата, вели Синадинов, е да се покаже дека децата со дијабетес се нормални лица, кои со правилен начин на живење можат сосема нормално да се вклучат во училиштето и надвор од него. Тоа е она што загрижува, дека се спушта старосната граница на дијабетичарите. Се повеќе и повеќе ова граница се намалува, така да во Македонија имаме податок дека оваа година има дете на 6 месеци или испод една година кој е со дијабет. Кај нас во Кочани бројката е околу 20 деца со дијабет. И така, отприлика и таа е константна бројка, меѓутоа постои еден благ пораст на оваа бројка. Проценките се дека во Кочани има околу 2000 дијабетичари. Од нив 600 се зависни од инсулин.